собранието по дефиниција треба да представува храм на демократијата. Меѓутоа, во овој случај е претворен во инквизиција кон правата и слободите на граѓаните. Трет обид, група граѓани покренуваат предлог за покренување граѓанска иницијатива за собирање најмалку 150.000 потписи од избирачи за распишување, според нашиот предлог, дополнителен референдум за одлучување на граѓаните на целата територија на Република Македонија по референдумското прашање дали сте за промена на името на државата Македонија во држава Северна Македонија. На 24 декември минатата година, на 9 јануари оваа година и денес собранието, односно работните тела, оценија дека предлогот не е уреден затоа што референдумското прашање не е во согласност со името на државата. Нашата дилема и прашање отворено до пратениците е зошто страф од гласот на народот, зошто отфрлање на оваа граѓанска иницијатива која е распишана, предложена како дополнителен референдум за да се провери валидноста на одлуката на собранието за промена на името на државата. Се надеваме дека Уставниот суд по иницијативата што ga поднесовме по заклучокот на собранието од 30 јануари за поништување ќе се изјасни позитивно и ќе се овозможат правните инструменти за да го оствариме уставно загараненото право на граѓанска иницијатива за распишување дополнителен задолжителен референдум за проверка на одлуката на собранието за промена на името на државата.